Не, јас ти реков, кај нас нема естрада, кај нас само политика, еве, нема да влеземе во Европска Унија. А види ги србите, надара во Амари пуктел силиконот во газот. Добро, направи ти нешто. Јас да направам. А мислиш дека не можеш? Знаеш колку пати Јас се терето? можам, да, ми рече, ама не знам со кога. Сам? Што е ова? Убаво ти рече. Ми рече. Не знам стварно. Страшеви новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Која е цената на храброста да направиш нешто поразлично со кој народот буквално ќе се гордее со тебе? Во време невреме во кое живееме, ние моментално се соочуваме со толку злобни луѓе во кои најпотребно ни е мотивацијата. Јас се наоѓам во студиото каде што се снима подкастот на Бомбакис, односно мојот денешен гостин е Кристијан Станковски, познат како Бомбакис, кој буквално со опишувањето на мотивацијските говори на неговите картони, или картони? Па, као сакаш ти кажи. Картони не мотивира сите и буквално ни го разбавува секој ден. Еден единствен Бомбакис во ти реков ми рече. Колку време ја спремаше најава, кажи. 2 минути. Али добро. Обично вика, дај ви ти си готов за 2 минути, па затоа Не, добро е. Од навика. Ми се допаѓа, фала ти на убавата најава. Поштувам, фала ти што дојде кај мене дома, моето домашно студио што потенцирам. Ама дефинитивно дека ќе ми ga направи желбата да гостуваш у најдоброто студио у Метрополис. Дефинитивно, да. Само знаеш кога ти кажам. Знам. Ова е сега ван. Сакаш да кажам кога? Или неќеш? Па можеш да откриеш тоа. Кога ќе се ожениш Да. на во јуни? Ќе ставиме да биде ќе во оставиме. јуни. Мада сите више знаат, така да ова е вонредно некоја 7 дена емисија. по мојот роден ден. Да, тоа Да. што е родене, Да. колку пуниш? 21. Да си жив и здрав, браво. Така да И сум ми се- малце помлад од тебе некои 2-3 години. Ми се допаѓа енергијата, ми се допаѓа се што правиш. Овој Стилот за- ти се допаѓа? Све ми се допаѓа. Ова е еден фраерски стил за новите мушкарци, инаку мораме да кажеме дека стимаме нели кај тебе во твоето студио во стан во кој ти имаш 2 кучиња. Да, Јас да. ги поддржувам луѓето кои буквално се грижат за животните, но тоа е една моја аномалија која јас Си имаш страф од имам кучи. страв, фобија од кучиња. Гледа, не се слушаат, нема гале. Не, нека се слушаат, само нека не ме нападнат, а верувам дека не. Нема шансите, они се многу добри као мене, пошто каков е газдата, така и се кучињата, нели? Да ги поздравиме Сиора, верувам дека имаш чуено за нив. Поздрав до Најдобрата Сиора. органска козметичка линија, те прашав како си? Па не ме праша, ама еве сега ме праша, супер сум одличен, фала ти многу, фала ти за тоа што дојде кај мене у студио и одлично. Банално ќе биде прашањето ако ти го поставам како што ти го поставуваат другите новинари и водители. Бомбакис, од каде идејата? Многу досадно прашање. Од каде многу идејата досадно. да пишуваш говори, мотивацијски говори на картони? Јас ја знам причата, значи и знаеш што ми се допадна кај тебе покрај тоа што си многу добар човек, што си искрен. Па Сам си кажа. се трудам. Си кажа дека значи тоа не е твоја идеја, мислам ти си првиот во Македонија што го направи тоа. Да, ама не е моја Па и идеја. на овие простори, но сепак тоа се го видело и во Србија и во Америка, па затоа Се. се инспирираше тие фраери да го направиш ти тоа, односно да не мотивираш нас македонците. Ќе ти кажам нешто околу ова, пошто сите ние крадеме нешто од Америка. Знаеш дека све се дешава во Америка и ние мораме да украдеме, не можеме да измислиме Ами ние сме топла вода. иновативни. Ами иновативни сме, да, не викам не, ама пак сите идеи потекнуваат од таму. Така да што да кажам дека јас сум го измислил ова со картоните, нема врска, постојано некој, јас само сум се инспирирал од него и го носам туку во Македонија за нашето И ние општество. тоа го немаме видено, така да испадна бум на вистина. Па еве, да. Ден денес е окей. Ама верувам дека нивните мотивацијски говори не ги крадеш од нив. А не се истите, не Не се можеш, истите. не е ист менталитетот, не е ист народот, знаеш, ние сме малце поназад. Ние од се нив. преваранти, 2-30 години клошари сме- сме, лузери сме, така да. Па, многу сме назад од нив, да ти кажам, и тоа е тоа, сееш. Па тоа ќе ти го поставам, тоа прашање од каде ја црпиш инспирацијата. Од народот, од секојдневните случаи, од све што се дешава кај нас во општеството, знаеш, секој ден прават по некоја глупост, и политичари, и рандом луѓе, знаеш, или ќе седнеме ја и тимове, ќе направиме некој, и ќе речеме, и ова ти е добра идеја за картон, дај да ја пишам. И стварно проаѓа, пошто стварно се поистоветуваат луѓе со картониве. И Браво. дури некои се пронаоѓаат, ама сега кој се има муата На на капата. капата, знаеш, си ја брка цело време. Апсолутно. Еј, а од кај ти наоѓаш оние картони? Картоните ги купувам, иначе на почеток... Пазарче? Не, ќе ти кажам, во една картонажа
карши оне трговски. Шаја фама ти е топол. Карпош, да, топол, но извини. Нема га. Не знаев дека не пиеш до толку топол. У една картонажа ги наоѓам, ги купам уствари 12 денари е парче, земам едно 100 и можеш и од двете страни да си пишеш, имам 200 така да. Економично. Терам пола година со истите. 21 април си роден, значи тоа е овен. Бик. Бик. И тоа дупли бик. Дупли бик си. Дупли бик сум, да, само со глава од зид. Значи јадеш, она те тера да јадеш. Све и да готвам, многу добро. Како готвам. готвиш? Многу јако, многу добро. Пошто можеш да прашаш жена ми, можеш да прашаш мајка ми, пошто она е више кувар, не знам, 20 години. И чим она ми вика дека е добро сготвено, значи тоа се еш. Не те прашав на почеток како ти се свиѓаат цветките ако си приметуваат на моето лице. Многу се јаки шлјукиците, Шлјукици свет. Па добра се, зависи кој како. Многу се добри и тоа сега да ти кажам дека многу ми се допаѓа се што правиш и затоа решив да ти гостувам. Зашто малце нешто поразлично да се деша у наша држава, да не биде све монотонично. Да. Така да секоја чест. Фала ти многу, ти си одличен човек, многу добар човек, затоа ти ми пише еден реферат дека ти се допаѓа мојот труд и дело. Да. Исто тоа важи и за тебе од моја страна, така да еве сте говоривме да снимаме една заедничка емисија на твој терен, исто како фактички ќе му дојде како ти си гостин волител. Јас сум гостин на мојот подкаст. Така, Да. гостин волител, така да можеш ти слободно да ме прашуваш што сакаш. За краток временски период стана многу популарен, буквално младата публика те обожава. Па се надевам дека ме обожава, пошто од 25 па плюс натаму ми е публиката што ме следи. Глеј, Има и помлади, ја на пример имам 20. Има и помлади, Има и да. помлади. Не мора сите, не може сите да ме сакаат, сееш, пошто не знам, сите имаат различни вкусови. Не, така знаеш да. како викаат, ако сите те сака, тогаш не е нешто не окей. чини, Не е да, окей со да. тебе. И ја не барам сите да ме сакаат, јас сум тој што сум и каков што сум, сакам таков да ме сакаат, а не сега да правам лице или да не знам да глумам лудил и да ме сакаат сите. Не иде, не сум ја тој. Не е тоа. Има ли некој кој ги слуша твоите совети кога ги пишуваш мотивацијските говори на картоните? Има многу луѓе што ми пишуваат и ти да не беше, немаше да ми тргне денот или се белеше викаме драги гледачи, добро утро, драги гледачи, да сте ми живи и здрави, сам прекрасен ден ви посакувам, бла бла бла. И има со тебе ми почна денот, со тебе ми завршува и за тоа го правам ова, зашто имам некоја На мотивација. кој начин им завршува денот со тебе? Па ги гледаат моите сториња. Добро. Да, и гледаат слики. моите картони, све гледаат се. Твоите картони. Картони, подкасти и такви ствари. Така, мило ми е тоа што се дешава. И мило ми е што луѓето го препознаваат доброто и позитивното оно. Тоа е најбитното нешто. Да, тачно. Сега ме интересира нешто што морам да го поставам. Постави. Овој бака Пуцај. се. Ќе пуцам. Дали тебе ти беше целта кога почињаше да станеш популарен или само сакаше да му помогнеш на нашиот народ како мотивацијски говорник? Не ми беше, немав цел ствари кога почнав, пошто почнав со кумот мој што ми е денес, кај него двор седевме, немавме што да правиме. 2020 корона тајм. 2020 18 јуни, првиот картон. И сега мене немаме што да правиме, скролавме на Инстаграм, сите беа инфлуенсери, тоа што почнуваше она популарно да И бидеш TikTok тогаш инфлуенсер. почињаше да зема Не зема знам, замав. не се разбирам Да, за да, и TikTok, TikTok ја 2020, не пратам да. TikTok и немам TikTok, не знам, некако ми е такав како поза деца. Нема врска. И седиме кај него и ми вика, дај нешто да направиме, да биде интересно, сееш, пошто вика, сите инфлуенсери стана, сите нешто блогери, ово. Викам, што да направиме? И го следевме Дјутри Цајно од Америка, што Да, бе, зборев. да. И ми вика, па пиши, не сте инфлуенсери, не вработени сте. И го пишам, тоа е онака од лабаво, сееш, не се замарав, си ставам на пост. И почнат сите да го расшируваат, имаше 3-4 илјади шерови. Машала. У рок од 3-4 сати, значи тоа, ја видам што ми се деси со Инстаграм, го заклучав, не знам што да правам, сееш. Паника. И порасна бројката до 5000, после продолжив став, картони продолжи до 10 и се до ден се ја бркаме 40-ката. Имаш уште 400, колку имаш? До 40.000. Уште 500 така нешто. Добро да се, а ти не мало здраве, мол, не, 500. не е се у бројките како Значи конкретно не ти беше целта да станеш познат, популарен. Ништо не.
Далеку од тоа, Далеку од далеку. тоа. Ни на крај памет. Со што се занимаваш? Со што се занимавам сега? Приватно, моментално? да. А приватно имам, Значи надвор од сцена. имам маркетинг агенција, имам еден портал што со тоа ми поминува секој ден. Пари, И после Че ме чариш? Од Адриана Кеш песната. не пратам тоа, не знам. Знам дека ти гостуваше, ја гледав емисијата, фала ти. ама Не, ја пошто кажа маркетинг, па затоа само си ја пеам песната онака Аха. случајно. Пари. Па со тоа се занимавам и после свадбата здравје, мислам планирам нешто друго, ќе видите, ќе дознаете, не ќе да Што? откривам сега, не можам да ти А. откриам, ќе ти откриам после свадбата, реков ќе ти дојдам у студио, човек, мора да оставиме нешто да за таму да збориме. топ, ти ме гостува со жена ти ако сака. Сака да се Ќе појавува, мислам сака. дека не сака да се појавува она. Глеј, не ќе да се појавам, не ќе да се експонирам, ама ја нека ја терам се, како, ајде. Пошто Ајде, ако не си те е- боли глава, ако те Да, боли глава како- написи апче. Срам ми е, свееш, и за тоа, иначе... Добро бе, ќе те гостуваш со некој друг. Ќе се Не бе, може договориме. и со незе, зашо Зашо да не, зашо После, да не. пошто свадбата ќе биде сигурно на сите сегде ќе биде Моментално поставена. сега работиш. Како Работам, творам, све правам, пишувам, све правам. ќе збориме за и пишуваш Да, и све уште пеење остана. Имам 3 песни, не знам дали ги знаеш, дали Ја си не слушал. слушам македонска музика. Како бе? Не слушам македонска Ама мора музика. да се поддржуваме, као ја знаеш од Адриана Кеш. Адриана Кеш, ја знам затоа што јас слушам турбо фолк и затоа ја знам. Ја Добар, моите Инаку- не се турбо фолк, така. знам дека не си 3 песни имаш, да гледаш стварно Три не песни, знам. да, едната се вика Позитива, другата Се бидал, таа беше за Позитива ја хуманитарната знам, акција. стварите, лажам, позитива ја знам. Мило ми е, фала ти. Позитива ја знам. И уште една сега банда Македонико со политичари наши беше направена. Оф. Како тера? Имаш гледаност, слушаност? Тие што треба да разберат и што знаат да пронајдат полука у песната, ја гледат. Јас со двај тие чекам што да не- завршиме да седнам и да ја слушнам. Да ја слушнеш, ќе ти ја пуштам, да, Може не е бе, проблем. може. Не е И нека проблем. тера тука ако сакаш. Нека си Нека врти. тера у емисија. Нека си врти, Нека бе, ако врти не. бе готово. Сега како што ти си пејач, Све сум. ти си шоумен, може така да кажеме. Па, не- Мултимедиска личност. Може, да. Е, така, мултимедиска личност. Мултикулти, да, може. Може, така. Како што знаеш, мултимедиска личносту, шоумену, творецу. Секоја јавна личност се соочува со негативни коментари. Нормално. Така, дали ти се соочил со негативни коментари, например да кажеш што се занесува Малиов со тие картони, што пишува, кој е он бе? Цело време се дешава тоа, не можеш да избегаш некој ако стане нешто популарен у Македонија, ова мора да има негативни коментари. Зашто е тоа така бе? Зашто таков не е менталитетот, научени сме да вреѓаме предалго да знаеме човекот кој е, што е и зашо е соеш. Да. И има цело време на почеток се замарав ептен, ама сега нема логика што некој си таму ќе каже нешто за мене и што треба ја да се припотресувам тука без везе. Пошто нема логика, зашто не ме ни знае. Имав еден случај кај што човекот ме знае од Инстаграм, ја овој со картоните. Овој се запознавме лично и вика ја не те сакам со картоните. Вика ама вака сега што зборевме, што правевме мојот, вика сега стварно окей човек се соеш. Па викам, па прво треба да запознаеш некој Мислим и после мене да случајно збориш, исто. да. Исто. Па, реално. И тоа се една јавна личност која денес ми е онака добар пријател. Пред да ме гостува емисија, слушал за мене и ме мразел. Да. Да, И- кога ме гостуваше емисија, прифати за 2 секунди, нема да кажам кој, што сега стварно сме Да, добри бе, пријатели. нема. Рече, колку си само различен, обичен си, ја мислам дека си дигнат, не, уопште не сум. Ма не, обичен сум. јас знаев дека не си дигнат и затоа Не, и ти уопште не пишал сум, се, уопште не затоа. сум и затоа што сепак нешто е мал народ, треба се подржуваме, сакаме. Тачно. Апсолутно, тогаш ме разбираш. 2020 година објавуваше една многу моćна и порака, контроверзна порака на твоите картони, во која направи едно море од коментари, различни мислења, различни хипотези и секој си имаш различно мислење за тоа. Например, дали општо збориш за ракот, една година без рак, или па некој вика дека ти си се соочил со рак. Што е точното и јас ја знам вистината, но сакам да чуам од тебе. Си копал се, добро си спремен. Фраер, јас сепак работам у Метрополис радио, најдоброто радио, јас сум новинар
Иако не сум дипломиран, сосема Ми сум се нешто допаѓа. друго, ама јас сакам професијава и така да сум новинар. Ќе ти кажам, да, пошто сакам малце да се крене свеста на таа тема, затоа и го извадив картонот, затоа што тоа е више некоја си некоја модерна болест тука што на сите им се случува и сакал не икел се еш, као не доаѓа. Да чукте на врата, дечко, сакаш? Да, сакаше, не се знае се еш. И ја не ни очекував на крај памет дека нешто такво ќе ми се деси, али се деси, ете. Се опериравме, се заврши за брзо време и беше 2019-та. Лошите клетки, така да се изразам, затоа што не сакам да споменам таа болест. Гадните, злобните клетки. На кој дел беа лоцирани? На, еве ќе кажам, на мојот тестис. Добро. Да, и немам сега еден, мислам изваден ми, али нормално си функционира све. Си работиш како што треба. Све е нормално, да, си тече животот, пошто не сум само ја, после имаш многу такви, за жал, има многу такви луѓе, и фудбалери, и кошаркари, и све, и велосипедисти, си го втор велосипедист оперирам, нисам професионален на тоа. Така да не ми е срам да кажам, него Зашто да е срамно, сакам да им зашто да е кажам на срамно? луѓето дека треба почесто да се проверуваат, како што ја проверувате колата на Чека да се проверам јас. 3-4 Ајде, месеци. уствари не. На 3-4 месеци, така и ние треба да се проверуваме за да не дојде до нешто зашо после со еш. И Кој те поддржуваше во тоа време? Кој беше до тебе? Кој ти беше најголема поддршка? Како ти ја прифати? па моите реално беа најголемата Родителите, поддршка, да. и многу ми беше. Мислам, ако не ти се родители, да нема кој друг да биде со тебе. Така да, моите беа и сите блиски, што ми се 5 другари што ги имам на стајано на Во книгата, книгата. што им ја имам посветено книгата на нив, зашто само они 5 дојдол кај мене во болница, дур лежев, дур се оперирав. На првата страна ги пиша, и као што си, како си да ме праша дали сум Овде добар. пишува знаеш. главен уредник Бојан Састов. Не се заедам. Извините, прекинав. И само они дојда и затоа сакав да им направам чест и да им кажам дека ми значат, дека не сите ти се прават пријатели, ама најтешко да Кога видиш ти кој е ти се. потребно, кога ги го имаш најголемиот проблем, тогаш ќе ги видиш кои ти се Кои ти се, правите тачно. пријатели. Јас знаеш ли колку пријатели имам? Колку? Двојца, тројца. Па толку ја имам. Едниот меѓу пет. нив е човек кој што од мене постар 26 години. Ама добро, имаш што да научиш од него. Значи така. јас се дружам само со постари затоа што знаеш, таа е таа последна генерација на добри луѓе. Така ли може да се изразам? Ја заврши операцијата. Дали имаше после некои други третмани на лечење? Па примав 2 превентивни, да, превентивни, ми падна коса, брада, Стварно? све, да, бев ќелјав. И си се засакав и така, ќелјав. кога Само сум 2 во хемотерапии ти Само падна 2 коса. превентивни среќа, да чукам Да. од дрво. И еве сега денес сум здрав и жив 2023 и тераме далje, не се предаваме. Значи не смееш да се предадеш Помина и тоа, тие. се случило што се случило, сега треба да се бориме за И нека понатаму. иде по ѓаволите и нека не се враќа Нека више. иде по ѓаволите. Да, Така. точно. Сега морам да те прашам, кога ти падна косата, дали падна ти у депресија? Па првиот пат кога се разбуди, вага станувам са бајле, вага се гледам на огледало. Ама ти знаеш дека ќе ти падне. Знаев, ја бев предупреден, ама не очекував, викам, јак ми е метаболизмот, Ај, 2 само се и викам, да. и као, окей, може да се разрече, ама не. И станам са бајле, гледам на рацете вако, коса и почнав да плачам. Се гледам у огледало и вака ми паѓат, гледам на перницата, коса се еш. Да, многу лошо, многу тешки периоди се тоа, али јебега мораш да бидеш позитивен, не можеш да се предадеш, да легнеш и да умреш или Така да е, читаш така е. на портали на Google да читаш и шо ми е сега сваѓаш, така одма ќе умреш, ќе ти Ќе паднеш во некоја лоша депресија, да. Најбитно е кога си болен да станеш. Тачно. И среќа посетував психолог тогаш и се Значи, си имаше течеше, потреба од тоа. мораш, мислам и денес мораш, тоа не е нешто страшно да идеш на психолог, тоа е добро, саѓаш, пошто такво време живееме. Во тоа време имаше вереница. Дали Да. во времето на болеста беше до тебе? Да, беше, не можам да го оспорам тоа, сваки час фала и да е жива и здрава, она и низините. Ќе ја поздравиме ли? Па да, поздрав до нејзе, зашо да не, да. Како беше нејзимето? Па не би сакала она да се Поздрав до експонира. нејзе? Поздрав до нејзе, да. Добро.
Така, нека си Нека си тера тера. понатаму во животот се најбољи посакувам, али да. не можам да се пожалам за тоа време. И некои шпекулираат дека била причината ракот, тоа што сте се разделиле. Дали е тоа точно? Па не верувам дека е Имам тоа чуваме точно, такви тоа се муабети. глупи луѓе се зборат свашта се еш. Не, Дури по едноставно. портал го пишуваше тоа. Па пишува на портали им треба нешто прича да им даеш за да они да имат нешто да напишат за да можат да имат гледаност на порталот. Многу измислуваат, за мене пишуваат глупости. глупости. Па тоа ти викам, више знаеш. Ја никад живот се неам се е представено како контроверзан, не дај Боже како најконтроверзната личност, она, никад живот се неам најавено така и Да, бе, представено. ама добро. Не сакам така да ме викаат, јас сум нормален дечко, а овој фраер. Ти си имаш стил, си имаш света. да Али пуштам. ако за македонците тоа е контроверзно, окей, така и нека биде. Јеби ga, тука живееме, тоа е тоа, сееш. Да. За Така кратко не. време помина болестта, се излечи Да, све, си помина продолжи се. понатаму, Почна косата коса да пораста, расте, брадата да, порасте и ти е навистина многу Да, цел добра. живот имам брада и некако Од ми бебе. беше чудно. Од бебе да со брада си имам роден, знаеш? Да. Па прв случај таков во Македонија као Си дечко излекови, со брада. докторите мислеле да не брадата од друго место, ама еј, бебето се брада. Да, да, со брада и така да. Браво, интересно. Кажи ми ти за маркетингот. Со што Ај. точно се бавиш, што точно правиш? Еве, тоа ме интересира малце да направиме Све- нека реклама. Па у принцип правиме све што ќе посакаат клиентите, па дигитален маркетинг, одржување социјални мрежи, на промовирање кампањи, ивенти, правиме све што ќе им текне можеме да направиме, пошто овој Моцоков мој не спие, мисли 24/7, 24, не знам, 24 се веќе Браво, мисли. браво. И немам време за спиење, мислиме цело време и све е окей за сега. Фала му на Господ пак. И мислам дека добро котира мојата маркетинг агенција, смеам да кажам како се вика. Слободно. Позитива Македонија, не може друго. Не може другачие, мора така е, позитивно така е, да добро. биде. За она што се договоривме за рекламата, после ќе ми ги даеш Ќе ти окей? дадам кеш под Немај га, еле ќе ти готово. пуштам, немај га. Еј, топ, се заебавам, не помислам. Обично секогаш Абе покажу да разбираш. што сакаат нека помислат се. Да, еш. да. Ние знаеме што е точно Така е, апсолутно си оправа. Што за тебе представува животот? Животот борба, тешка борба, ама не се предаваме да ти кажам. Мораш цело време да се бориш, да гризеш за да успееш, пошто ако се предаеш и оставиш све, демек, ај све ќе си дојде, знаеш? Не, тоа не поштено, него треба да се бориш, да гризаш, да кажеш, еј, јас сум тука, мора нешто да направам сега со животот, иначе не е поентата да земеш и да се оцелиш, тоа е најлесно. Најглупо. Тука треба да просперираш, да успееш у Македонија, ти нуди можности. Сега секакви. вака. Пример, умеатата епизода со Јанко цело време го земав Станко. За пример некој си Станко. Да, бе, некој- Поздрав до сите Станковци што не Рима. гледаат. Ако, така Јанко не ме сака, не знам зашо Јанко не те сака, да, зашто? ме хейташе за некој картон, појма не знам, него не ме знае човекот, ама Ќе му се јавиме ќе јас го сакам него. Викте го емисија, што? Да, тоа ми беше целта Да. да прифати. Не е Ќе просто. се договориме, не е ништо страшно, мислам да Јанко е фин човек, Да, така да, да, ќе се разберете во право светло. Што ти правев муабет е вака. Рече дека не треба никој да си оди од оваа земја, дека треба да се бори. Тачно. Станко, го знаеш Станко. Да, овој Станко еве на пример е болен. болен, како мисли, Болен од болест еве на Добре. пример, еве од лошите клетки нека биде. Добре. Сега Не дај Боже. Не дај Боже. Нема финанси да се лечи, мора да оди да се лечи за жал по овие нашиве дупки во државни болници. И сега тука немаме услови, нели сам знаеш каква е ситуацијата со нашето здравство во Македонија и не може да се лечи тука, му се скурчува животот и вика јас овде не можам да живеам, овде немаме услови, лифтовите од државни болници не работат. Треба да те прекинам, да ти кажам дека јас сум презадоволен од здравството во Македонија. Мо? Пошто да не беа тие доктори што мене ми помогна, немаше да Се бидам лечеше тука пред државно или тебе, приватно? државно, војна болница, феноменално и државно. Така да јас сум презадоволен
имаме многу добри доктори, ама немаме многу добри услови, значи за тоа се криви политичарија, значи не се докторите што си бегаат и луѓе што не можат да се. Зошто политичарите на пример не инвестираат од приватен джеп? Зашто се катастрофа, зашто Ама од приватен джеп можат. Кој приватен джеп све си зимаат за себе. Ова Македонија ја направија фирма од која си зимаат све само за нив, за нивни лични интереси. Не се борат они за народот, они се борат само за да дојдат на власт и после све. Кој е твојот став за Малава Јана што се случи, знам дека објавуваше на Инстаграм за протестот кој беше во четвртокот? Да, објавувам да е катастрофа, немам што да кажам, немам збори, не може што. Од Битола. Да, треба да има некој ред и некој, не знам, критериуми за да примаш доктори, сестри, било што у држава. Ама тоа кај нас сега со врски за тоа доаѓа до тука. Зашто? Зашто сме такво општество, така сме се развиле. Као, ај ти биди у политичка партија, земи книжка, па ја ќе ти дадам вако као сика работно место или Бори нешто се свееш. тука, иди по протести, прави, викај Чао, бе, уа, чао. и оди на Алфа и води емисија како што е Чао. оној, како се вика бе? Кој? Оној бе, Ајде, шоуто на Бетмен, не, псевдонимот му беше? Не гледам тоа. Не гледаш? Не гледам. Оној што беше на протестите. Добро, да. Бетмен. Аха, и Сега води емисија како мене и тебе, само што за разлика од мене и тебе кој сам се мучи, здраво девојче. Ова е една јака тука доаѓа една многу јака, многу јака старлета. ама не ја откриваме. Ама ќе не биде ја позади откриваме. камерите. Позади камерите. Така да сакам да ти кажам, тој фраер за разлика од мене и тебе не се мачи, само одел по протести, сега си води емисија, шоу некое на Алфа. Да, тоа ти викам, не знам за кој останува збор, ама за жал така и да работи како и нас, вееш, мораш да имаш партиска книжка, мораш да имаш за некој да се бориш и ебик. Затоа сме на ова ниво кај што сме. Ето, дали си во тоа друштво на луѓе кои се синдикати, они невладени организации за заштита на скоро само си ги животни? сакам куќињата. Не сум член на ниедно здружение, али сакам куќиња, сакам животни. И една сега ми се деси тука пред мене кај на улица, у 4 саат уди кола едно куче. И мој ве стрча, и викам што се дешава, и се будам и куче, пепел доле го направи. Стварно? Да, и после се јавував по ветеринари, по среќа ми помогна една организација, одно пиша кај си Бомбакис, дај да направи Невладина? нешто. Па тие се здруженија вајде, не владени, да. поманем. И се е окей, кучето е живо и здраво. Така Тоа е нема браво, гледа. браво за твојата хуманост. Од колку години ја гаеш таа љубов за животни? Или цел живот? Цел живот ја Браво. гледам, само што на почеток не можев да земам куче зашто моите не ми дозволува, ама после си ја зема Алба се породи и си зачел морам да те пушење. пофалам, живееш сам, имаш пребав стан, нели, добра, сам, заедно со жената. Да. Така да, лалда ти е све сам си остварил, кога сме кај остварување, морам да те прашам, веќе е редно време за твојот подкаст, односно ти имаш два подкаста. Па еден и само иде и четврток Само има, имаш и да, како еден да. позабавен, што трае малце пократко, позитива. А тој пробавме да го изгураме, сега го ставив на стендбај зашто Зашто? Нели треба да се бориш со животот? Не, зашто имам ни друга идеја. Мене цело време ми доаѓаат идеи, затоа менјам цело време да видам кој ќе упали. Сега ќе играме Сони, исто ќе се вика позитива шоу, ќе играме Сони и кој даде гол, ќе јаде нешто, ќе пие По нешто, ти све кажам, ќе мене биде да не ми интересно. пишеш Да, тоа, баш затоа што ја никад у живот немам играно. ја Сони опошавам да ти кажам. PlayStation, никад у живот Да. немам фатено. Добро е, може онака чисто ја голови ќе ти дам ти. Мене сигурно ќе ме напониш, сигурно ја појма немам. Фудбал, баскет, тоа појма немам ништо, тоа не се Да, разбира, бе, никад у да. живот немам играно. Кажи ми нешто повеќе за твојот подкаст Бомбакис. Пред да ти кажам за мојот подкаст, само да ти кажам нешто сам како што рече живеам, све сам правам, плаќам сите ствари, а има некои луѓе што На 32 години. не, што живеат рецимо со нивните и уште не можат, знаеш, бараат, тоа не ми се допаѓа, што бараат од нивните, ништо не прават, тоа сам да се сменуваат се кај Добро, нас. види, и за тоа има некој објаснување. Што ако, например, се немате изразено се уште како личности, не знаат што сакат од животот, не знаат што Па, со што добро. сакат да се бават.
Тоа ама до кога бе? До 50 години да не знаеш. Еба, што тоа е се- нека психолошка аномалија која треба да се среди да ми се Ама помогне. тоа тука само кај Ама за нас секој треба да има на разбирање. Балканот. Ја имам разбирање за све, ама само да ги поттикнам се, Еве, не да на ги пример, некој критикувам. талентира, на пример, за некој вид на некоја ликовна уметност, Добро. ама не може да се снајде во Македонија, на пример, таа гранка, таа наука, на пример, не е изразена како што треба и не може да се снајде да го работи тоа што го сака, нема пари, и се, на пример, мора да биде некој слуга, да биде некој економист Да, и бе, да, слично. разбирам. Ме разбираш што сакам да ти кажам. И сега, кој е, на пример, кој е твоето размислување за тоа? Мора негде да се почне, мора нешто да се направи, свиеш за после ти доаѓа, ти се отвараат шанси се и ќе станеш еден ден тоа што си сакал, ќе успеш, ама ако си упорен, не ако идеш со глава во дзица. Ти беше упорен, направи подкаст, дефинитивно Да. многу ми се допаѓаат, го гледав со Тони Михайловски. Фала ти многу, да. И, например, направи едно море од коментари, порталите се утепаа од пишувања. Човекот беше многу реален. Па гледам да викам гости што јас ги сакам пред се, ги почитувам и што знам дека имаат Значи, главно што е мажи што сакаш. да кажат. Тоа ми е многу голема грешка, ама за тоа викнав веќе у процедура е снимање со девојки, со жени, сваеш. И зашо така ми се наредија коцките, не дека ја ги Дека ти им го нареди на мажи, бе? Да, дека им го нареди, него така се наредија коцките и за тоа. Иначе ќе има и жени, нормално поштувам, сакам да кажат и она, има доста многу добри жени кај нас што имаат што да кажат, што имаат вокабулар. Апсолутно. Колку е тешко да се опстане на YouTube цената во Македонија? Па тешко е да ти кажам, зашо не секој сака да те гледа, ама гледам во задње време дека телевизијиве малце паѓаат и дека се тапа со програма И со рейтинг. И со рейтинг и луѓе гледаат тај да видиме што има на YouTube. И затоа мислам дека YouTube ќе стане погледан од телевизијиве наши, што и треба да стане, пошто не може више да го топиме со глупости, со глупи. Добро, тогаш глупа тоа ќе те програма, прашаме, свеш. ајде, дали гледаш телевизија? Ретко. Вести, Гледам, ама претпоставувам. не, вести никако. Што да гледам вести да ме напунат со негативна енергија и што кај ќе ми тера денот. Не гледам Многу се тужакаат, тоа не ми се свиѓа. Кога ќе пуштиш, на пример, некоја странска телевизија, кога ќе гледаш вести, кажуваат што се случува во светот. Да. На пример, во Јамајка, не знам која држава беше, имал некој човек 112 години живел. Тоа кога ќе го дознаеш кај нас? Никад. Нема, кај нас само зи уште да заплачат овие што ги водат вести, сееш, за да биде потужно, поемотивно да се сплотиме, сееш. Така, Кога сме кај YouTube, сакам да те прашам дали се плашиш од конкуренција? Не, здраво е да Искочија има. многу подкасти. Здраво е да има конкуренција, затоа што увек ти ќе се трудиш да бидеш подобар од тие што прават, сееш. И сакам да има конкуренција, зашто никој не може да биде јас. Замисли да си единствен, и колку јас ќе биде да бидам- досадно. Многу ќе биде досадно, многу ќе биде монотонно. Треба се бориш сам со себе. Да, нема што, знаеш, желбата ти паѓа више, Да. јас сум само не, вака е боле да има конкуренција, да има луѓе и да се вртат луѓето, зашто не може никој да биде бомбакис или бомбакис да биде некој друг, сееш. Значи тие луѓе што те гледаат, тебе те Или гледаат ради Давид, тебе, не може или секој да Давид, биде. Мислам, добро, тој и не може. Нормално. Кажи ми, кој подкаст или емисија, дали е YouTube или телевизиска емисија, најмногу те иритира? Ме иритира? Па не ме иритира, да ме иритираше. Мора немаше- некој да те иритира, мора Ама- некој. Ама да ме иритира, немаше да почнам со тоа, сееш. Некој Така мора да да- те иритира, некој водител во начинот на водење. Кај нас збориш или Кај нас у Македонија. Па не знам бе, нема такви некои, сите се трудат, сите гледаат да бидат добри, стварно не, да имаше некој ќе ти каже одма, не ми е страх Ајко од ти ме ништо, виктеш, кај тебе јас те кажам мене кој ме иритира, може? Ај сега кажи шо. Не, у моја емисија нема да могу дигам рейтингот. Да, Не, добро, не. кај Тоа е мене едно ќе кажеш. мајмунче руждо, акрепско. Не, ни битно и тебе ќе го кажам. Која мислам Ајде. дека пошто и приватно сте пишувам, мислам дека знаеш за кого станува збор, ама тој човек веќе е и небитен. Точно. Ај браво. Па не знам за кој збориш, ама добро не ви. Еј, Великден. Добро. Денес сме Велики петок, Добро. така да ќе го прославуваш Великден. Видим тука сме се украсиле штубава. Па у класика у црква да ти кажам кај мене. Си идеш у црква, значи си цело поштуваш време, тие се црковни поштувам, да. Традиции. Цело време, да. И јас не ако ме пропуштам. веруваш, и јас. Малци Ти имам против верувам. поповите. И исто.
крадат, Истото за истото крне ги мислење, бива, истото мислење. иритантни ми се, неписмени се, ама Ама си ја не почитувам. сите. Не сите, има исклучици многу исклучоци, нормално. Јас знам многу. Еј, сега видов некој Владика Петрле, како беше че отвара скопска телевизија. Не знам, не сум до толку тек, не прадам, кај гледаше ти? Пишува некој портали, ми се јава еден мој близок човек, вика, ако сакаш да идеш, не му викам, ја станам у Метрополис, ја терам се YouTube, нема не да ме приме, не сакам да ме Не. прими, се станам се YouTube, станам у Метрополис, така да кога свеќе Великден, рече дека го почитуваш празникот, нели? Све поштувам од Ајде црква направиме се. нешто поразлично, сакаш за Великден? Например? Нели обично се кршат со јајца. Добро. Обично. Мислам, тоа е наша традиција, да се кршиме со јајца. Добро. Ја и ти ќе направиме нешто поразлично, односно ти ќе го направиш тоа Да ги поразлично. скршиме чаши, не знам. Не! Што да Ќе направим? скршиш јајце, Добро. ама не е она традиционално она јајти, туку сам ќе го скршиш живо јајце, пошто живото вика дека не може да се скрши со рука, Аха. па да видиме дали ти ќе Како успееш не може, у тоа. може да се Одиме скрши. со еден краток джингл, па ќе видиме што ќе направи Бомбакис. Страшеви новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Хеј, па се враќаме Бомбакис. Полиција, ајде да видиме, Ајде да ова е видиме, јајца на Бомбакис. Ова е моја јајце. Да. Ајде да видиме дали можеш да го скршиш. Терај. Гледаш? Гледаш дека не може. И, стварно не може. Слушаме ти мене, не може? Не може да се скрши. Не може. А ова беше пукнато изгледа. Пукрато беше, одиме Беше втора беше. шанса. Нема шанси. Не можеш? Нема шанси. Ајде уште еднаш најако. Ево, Пробај со две руки. Појако Ти тоа. рекол дека не Ама може. не, со две руки не е тоа се требаше со една да ви. Уште. Нема шанси. Не може, а? Стварно, Да пробаме од глава. не знам, не од глава, што ќе го скршиме. Фала ти за асистенција. Асистенција, Ќе го скршиме одлично. после јајцето. Ова нека си стои тука Нека си стои кај тука ќе да го видиме направиме дека, после. значи, дефинитивно јајца не можеше да Стварно, скршиш, да, тоа не е може. веќе докажано. Браво, не знаев за ова, стварно ме изненади се. Рече дека спонзори немаш у подкаст. Немам, да, и не ни барам да ти кажам. Зашто не бараш? Па не знам зашо ова го правам од љубов. Ако они се пронајдат тука и ми пишат, можеме да се договориме нешто, ама ја да ги барам, нема потреба. Да. Така да- Што е твоја ќе си дојде? Шо е мој ќе си дојде, а и вака не е лошо. Да, бе, Пошто да. кога го работиш од љубов, Од љубов, е како многу јас, да. подруго, ако го работиш за За прегледи, пари. за ова, за пари, за ова, притисок баш многу голем. Така да. Кажи ми нешто повеќе за твојот подкаст, речи дека сега планираш нешто ново, тоа со сониво, со игриве, во Бомбакис, некои гости интересни, Сега ќе кои ти може да ги кажам. очекуваме. Сега ќе ти кажам, не планирам више, Што е ова што се најде на оваа маса? Ова не знам што е истина. тоа не знам ние што е. У план ми е, уствари не ми е у план, веќе е у процедура, се работи на едно студио што ќе биде професионално за подкаст, во аеродром ќе биде, за да можат гостите да доаѓаат таму, да не вика дека треба да плаќаат патарини за да доаѓаат тумачери, свееш. Така да... Ама ти нели едно време беше Тоа е аеродромски фраер? Ама јас сум цел живот аеродромец и никад нема да... МЗД? Па МЗТ е го тука цело време, така да аеродром не го дам за ништо и сакам таму да ми биде студиото и ќе биде, само работиме на случајот. Ќе биде за брзо време, да. Нешто како ток шоу, нешто така? Не, подкаст, строго подкаст. Ја подкасти гледам уште пред 10 години Сите тоа го гледаат, апсолутно. кога не беа популарни кај нас. Сега се популарни кај нас, Да, само до тоа да. што немав шо, не знам, немавме опрема, не бев стабилен со Не ти било времето, не ми просто, било така, времето и сега така. дошло времето. Сега ти дошло времето и си тераш И на го најдобар правам начин. Као што знам и умеам, знам кој сум, што сум, знам дека те снимам со телефон, ама мовето е битен, све што човекот. Содржината. Содржината, така да. Апсолутно. Има И некој што ти гостите иритира од нашава добри. естрада? Од нашава естрада, па порано знаев да кажам Даниел Кајмаковски, да ти кажам, ама сега ми е... Бившиот сопруг на Кристина Димитри. Па не знам чиф е бивш, дали не е... Не, ја знаеш Кристина Димитри? Ја знам, да, поздрав до незе. Поздрав до Кикица. Ама да не ја малтретираме со тоа бившата досадно е више. Досадна е. Кристина е голема звезда. Легенда е Пејачка, жената, легенда, да. така да, добро. Пошто- Зашто те иритира Даниел? Порано ти изборам. Порано Нека зашто ме те иритира? иритираше, а сега сме у многу добри односи, пошто си пишуваме, чат па знаеме да си пишеме. Па ме иритираше, не знам, некако
Така, појавама, ја тоа што викам, те иритира као појавама да направиш два реда мовет со човекот, ќе видиш дека Не е си окей ти со по јаш. амбалажи, така Да, викаат. не е тоа браво. Добро. Точно. Тогаш ќе те прашам кога сме ке подкасти, вајде ја зачнавме темата и за телевизија. Морам, затоа што си искрен, знам дека нема да го искивираш одговорот, не на телевизија наша гледана, има една емисија, ќе ја кажам, јас сум и пријател со некои луѓе од таа телевизија, така да нема да ми се налута, знаат дека јас сум отворен. Има една емисија која се емитува рано се бајле, не знам, сабота, недела, не знам кога иде точно. Свега Качамак. Дали имаш чуено за таа емисија? Да, имам слушнато и чудно ми е малце името, може да се најде некој нешто, боје име, сигурен сум. Палента. Тоа што го зборевме со твојот камерман, дека стварно треба негде да се промовира Поздрав до нашата Саша. музика, да. Најбољи камерман. Поздрав до него. Свадби, светера. Светера, така спотови. да, ќе ви оставиме бројче тука за да го договорите човек. И да, треба да се промовира нашата музика и да си ја сакаме и поддржуваме македонската музика и македонските артисти. Не сум ја као те да сакам тамо некој. Да. Србија. Добро, ама Се знаеш што? шалам. Види вака сега. Ги поштувам. Качамак е емисија која буквално се копира од српската емисија Жикина Шареница. Ама шо рековме дека све се копира, никој не измислил топла вода. Така. Добро, да, ама Башка може и да е франшиза некоја, така. Не, бе, каква франшиза копи-пейста. Па- Франшиза. Немој да си толку честен и поштен. Не, само чисто сакам да ти кажам шо е, како е, зашо е. Дали, например, би сакал некогаш да идеш на телевизија? Не, сега више немам желба да ти Немаш? кажам. Идев порано цело време, вамо, тамо, викнеме интервју едно друго, ама немам Не, желба. твојата емисија да тера А не, да се емитува. никад у живот, никад не ќе. Само да бидам независен, не ќе да ми кажуваат шо да правам, како да правам, шо да зборам, зашо да зборам, да кратат, да сечат, они да монтират. Не, Ама јас сакам мислам све дека сам. тоа ни е потребно, затоа што нашиве телевизија, односно содржините нашиве телевизија се толку изумрени, толку се досадни, банални. Така да мислам дека Ама освен еден турски подкаст серии не можеш- по 10 часот на пример, според мене, 10 часот до 11-12 да тера, кога сите тоа го гледат, ќе биде многу интересно. Ама не ти даваат слобода. Не ти даваат... Затоа што најбитно е да ги гледаме убиствата во турските серии. Така ли е, брате, да не го барам пиштолот тука? Зашо, не знам, тој ја убил оваа, по оваа му е ќерка на овој татко се А замешал. збориме 5 века турци ме не дупеле, 5 века леле турско време, а што можевме да направиме да не биде турци? Да, не поштам телевизија и никад не би видел мојот подкаст на телевизија. Сам слобода на говор, саѓаш сам да кажам нешто, сам ти да кажеш нешто и да си кажеме нешто заедно. Како што кажуваше во твојата книга Живот, мојата приказна. Животот е борба, колку е потешка е борбата, толку посладки се плодовите, толку Точно. е посладок животот, Гледаш и- дефинитивно. И писател сум дури. И писате си јас. Све сум. Што рековме дека си ти во професија? Мултикулти, не знам, не Мултинаменскалат. Мултинаменска, да. Ова е краток опис од твојата прва книга Животот моја приказна. Па затоа ќе се повторам со прашањето и Ајде. нема да ми се налутиш, уствари многу кажува што на 30 години напиша книгу, уште колку има пред животот, ама твојот живот е многу богат со различни случувања. Нека прочитат, па после нека зборат. Ја викам дека секој човек треба у животот да напише книга за него. Не е битно колку години имаш, свееш. Значи, секој си има животна приказна, така. Ја не Сега, сум драги гледачи, ви ја давам, ви се давам, себе си и ви се поклонувам. поклонувам, точно да. Така да, треба да ја прочитат. Јас се да не ја видат, прочитано, ја- така да дефинитивно ќе ја Срам да најдам. ти е, срам да ми ти е. е, срам да ми е, затоа што сега читам нешто сосем друго, така да ја завршам оваа литература која ќе ја читам, дефинитивно од вај чекам да ја почнам животот, твојата приказна. Ќе иде и друга сега за Одлично. наскоро борба се вика, се спрема, така Промоција да исто ќе правиш? Ќе има промоции, све ќе Водител на промоцијата ќе бидеш ти? ти. Може. Добре, обично мене не ме плаќаат, ама Да. затоа од тебе нема ни да барам Абе. пари, ама мене најшто ми е најбитно да се појавуваме. Ти дам да направиме нешто. 10-15 книги па продај ги, ти ете ти го Абе бега, хонорарот, ајде, сега. абе бега. Се Не, шалам. ости се, кажи ми ти за животот. Ајде. Што содржи оваа книга, како на пример ти ќе ме натераш, ќе ме потикнеш за да ја читам оваа книга.
Па сите што ја прочитале до сега доста позитивни коментари има и доста имаат извлечена поука од книгава, така да што ја да кажам, се што ќе кажам е сулично за тоа нека си ја земат да си ја прочитат. Ако сакаат сега не ги терам јас за уши да ги тегнам за да купат книга. Кратка Чисто содржина. видат, Најинтересните делови од твојот живот? кога ќе ти се 10 најгадните ствари во животот, како да останеш позитивен и да испливаш на површина после се тоа саеш. Така да што треба да правиш, што да читаш, како да се афирмации, него доста работи има книга. Така да кој сака може да прочита. Одлично. Рековме дека што е дефиниција за живот, а што е дефиниција за лош човек? За лош човек, па љубомора, завид, комплекси и такви ствари, тоа е дефиниција за лош човек, според мене, рецимо. Дали во твоето обкружување има лоши луѓе или ги дистоцираш? Не, ги тргам на страна, само окей, само позитивни фаци ми треба, не ми треба сега некој да ми го смижури денов тука, па да бидам ја цело време негативен и да примам таа негативна енергија. Нека ми се тргне од животот, сам да си бидам опуштен, лабав, позитивен. Апсолутно. Пред да почнеме со снимање, седевме, пиевме чај и направивме еден муабет, рече дека не сакаш да ги спомнуваме ни двајца фаци, јас ки ти спочитувам нема да ги спомнам тие двајца фаци, но еве морам да кажем еден јутубер кој што исто така има свој подкаст кој е според мене тоа е едно општо срање. Така да те нападна пред скоро време. Добро. Кој е твоето мислење за тоа? Гледа ме нападна зашто портали пренесуваат без везе муабет. А ти спадна фрајер и го покани? Па да, во емисија, во ја подкаст. немам потреба сега да правам драми тука, па тоа ми е ширење негативна енергија. Јас сум скроз лабав и го почитувам и го ценам тоа све што го прави. Тоа што ми го пиша немаше логика и му реков дојди ако сакаш ќе си направиме мувет ке мене у подкастов. И он не ти врати. Па сега за сега не знам да ти кажам, не, ама мислам дека ќе дојде, зашто да не, сепак сме другари и треба да се поддржуваме. Ја го поштувам, така да оставам на другата страна да. Какви девојки те привлекуваат? Па гледај, многу е чудно да ти кажам, у животот цел живот сум имал црни со curly hair, со витка на Со коса, витка на коса? да, не ми текнуваше зборот, и ниски. Ниски? Да, ниски, пониски од мене, пошто јас сум 1,60 м за растење, сееш, не можам Колку да си очекувам, висок? 1,68 м. И не може да очекуваш сега За некоја... еден сантим ке беше 69. Да, замисли да... Тогаш ќе ја искористам оваа прилика па ќе те прашам која е твојата омилена поза во сексот? Омилена поза? Да. Па долги, класика, класика за сите. долги. Браво, Да. неискреността. Долги стави Полесно баш. ти е да го ставиш? Па, не знам, по-голема сатисфакција да сееш, по-интересно е, нешто се дешава, сееш, вака дремеш као мисер, онаа мисионерска, мисионерска Апсолутно. поза, сееш. Или онаа како ја викаат као бојка. Не ги знам до толку, не сум... Досадна е таа. Не сум уведен у тие позите, сите. Значи си она, доги, само доги. Да, бе, класика, Затоа си има клише тука сум. кучиња он. Па цело време само ништо не правам јас. Еј, далеко е тоа, не се качиш со кучињата за мисли. Не сум до тоа уведен. Океј, кога сме кај девојки, еве, знаеш дека кај нас имаше неколку девојки кои направија голем успех, односно пејачки кои направија голем успех на Евровизија. Зошто Македонија 2023 нема да има представник на Евровизија и според тебе кој ти би пратил на Евровизија? Кој треба нас да не представува на Ама Евровизија? нема потреба да се појавуваме на Евровизија кога тоа све е местено таму. Никад ништо нема да освоиме тоа. Сакаш да кажеш дека тоа е геј шоу или? Не, напротив од тоа, него има таму големи лобирања, големи политики, сееш, и ние сме многу мала држава за ништо да направиме. Затоа боље да не се бламираме да си ги користиме таму джокерите, тука да си ги искористиме, сееш, и тука да просперираат наши. Што сега ќе се појавуваме Имаме на Евровизија? Макфест. Ти се свија ли таа манифестација? Наша е и мора да обстои, мора негде нашиве да идат на некој фест. А мислиш дека сееш. нашиве фестови не се наместени? Абе, све е местено у држава, све е местено, али пак да си го поштуваме нашето.
да се задржиме на нашето, Апсолутно. да не идеме далеко. Апсолутно. Добро, еве, на пример, не мора да идеме на Евровизија, ама која пејачка Тебе ти би те пратил. Молам? Тебе. Ама реално. Ама не знам да пеам. Немам колку толку песни како Не, ти. ни треба некој контроверзен лик што ќе направи таму драма, скандал, нешто ау, свееш, не мора да знае да Стайлингот, пее, значи- значи- Пошто стайлингот е многу битен за такви манифестации, свееш, не може да идеме да се појавиме ко Спасен Силјановски замислена представа на Евровизија. Ќе ти дојдам! Замисли. Свееш, Со она не. стилизата, со она маштата како со ни широките панталони како од 72 година. Не го Исто знам, муж- не го Па знам знам, дека не го човек. знаеш, али е пејач. да. Се пеал у Качалук. Да, не го знам, али сам да кажам, мора да биде нешто провокативно, мора нешто да паднеш у очите за да да те изгласат или да го фрлаат гласови за тебе, свееш. Добро, ја А на наши, пример, а- не знам да пеам, можеби некојаш би станал пејач, ако Абе, не направам мора толку да песни како пееш, тебе. гракај таму, Да. ама битно да бидеш Ама би интересен викал за некој помошни луѓето. вокали од овие маживе, не знам, Владо Јаневски. Ја ќе дојдам, ќе Ти ти бидам прек бек вокал. таму кои се Било добри кој, пејачи таму, да, ви направиле нешто. Ама треба и циркус да биде тоа, свееш. Шоу, не биде, само да. взимаш микрофон и пееш. Не го ценат више пењето. Апсолутно, Така. апсолутно. Што за тебе е метросексуалец? Што за тебе представа метросексуалец? Не ги разбирам тие поимите, ама Не знаеш што е не метросексуалец? знам, оне ептен се грижи за себе, за да изгледа окей, пицикато да биде се. Еве ја на пример да не Таго. спаѓам од таа група затоа што за себе искрено не се сметам за метросексуалец, ама кој од нашиве фраери мажи на естрадава е метросексуалец според тебе? Па Миро. Кој Мирове? Миро Кацаров, да. Оф, леле. Он ептен се писна се. Јас сум тај лабав, свееш. Да не ми се наљутиш, Нема Миро, што да него, се чисто љути, бе. знам дека он си се поштува сами од себе си, ептен сака да изгледа, свееш, цело време. Ако кута. не може на друг начин, бара не изгледа да привлече внимание. А реално. Океј. А нашите пејачки која ти или глумици? Мислам, ние нешто немаме глумици. Па имаме, не ги Имаме, ама не знаеме. се афирмирани за жал Да, тоа. не ги знаеме. Која ти е најака? Која најака се облекува, која ти е најака пичка? Наталија Теодосиева. Да, Дарија Ризова. Има Дарија повише- Ризова е глумица, да? Да, има повише глумици што пејачки, бе? тен се многу добри, а што знаеш се усенка на некои инфлуенсери. А од пејачки Елена Ристевска си ја поштам Дека многу. ти е другарка? Дека ми е птен блиска, да. Тамара Тодеска. Поздрав до Тамара, да. Тамара Тодеска, па тоа е. Мисис Марија Луиса? Не ја знам да ти кажам, ја гледам Молам? кај тебе увако. Марија Луиса не ја знаеш? Да. ама- Марија го носи тој епитет за најконтроверзна пејачка. Ама ја дефинитивно. гледав кај Има тебе многу е во добар емисија, вокал, него многу е секси. Сам да ти кажам дека не ја знам лично, иначе Ќе те знам дека упознам, ќе те постои, упознам. дека знам кој е, што е, зашо е, саѓаш. Ке те упознам со Марија Може, дефинитивно. На пример, кога сме кај музичката кариера на овие пејачи, ајде да збориме за твојата музичка кариера, дали планираш да направиш нешто повеќе од тоа? Па да, Сега стана Што стана? актуелно да ги промовираш песните на TikTok, ти немаш TikTok. немам, не А пуштам. планираш она настапи да почнеш? Да бе, со пуни сали, со ова, се шал. Не, сериозно те Не, прашувам. правам музика за мој кеф. Сега има 7 песни што треба да излезат, ама се за мој кеф. Тоа е албум бе, човече. Тоа е албум, да, правам, сакам да излезе тој Ајде да албум ми до, отпееш до нешто. крајот Сакам на да ми годината. отпееш нешто. Не можам да ти отпеам, пошто не ги знам уште Од овие три што ги имаш. Рефренче. која сакаш да ти отпеам. Сакам Позитива. да сум мало дете и да шетам душа безгрижна, како ветер животот години носи, а сакам да останам дете, за тоа се би дал. 12 поени на Евровизија. Фала ти. Што е потребно за да изградиме страда како што на пример има Србија? Па да не се стискаат нашиве да идат по емисии да не кажуваат ништо, него само чекај во прашање, него само отворено пуцај се па нека види сите да видат што се А дали дешава. те има се, некој одбиено за гостување? Не, до сега ме нема никој одбиен за гостување, пошто ти викам, не викам јас све и свашта, него ги бирам гостите и знам со кој сум близок и знам кој ќе сака да дојде и знам дека го ценат мојот подкаст затоа што е лабаво
и дека не им поставам некој прашање што нив ќе ги изиритира, него ми у граници на нормалата. Браво. Кој е твојот став, ме интересира за Инстаграм и за овие старлети кои буквално не знаат 2 и 2 да соберат, а се многу популарни? Па сакав да Тоа ме интересира. сакав да пишам пред некое време, ама погрешно ќе ме сватат луѓе, еден картон ја ќе ти кажам на тебе ексклузивно. Yes. Лесно е да се соблечеш и да собереш лајкове, ама дој држи го картонов да те видам и напиши нешто на него паметно. Свееш. Може и ми изгледа Браво. толку лесно за да напишеш, ама ај ќе споредиме мои лајкови со што не сакам бројки, не сакам да се споредам, ама многу е лесно сега да се соблечам и ја и ти и сите голи свееш и да собереме лајкове. И некако вредностите не ми се искривени. Тогаш што за тебе представува стил? Стил, Стил на мода. еве ти си стил, самиот по себе си стил, Фала ти. така да кај да се Секој си има појавиш, свој стил. И си мојот attention. камерман има свој стил, и Сите ти си имаш имате, свој јас стил, имам и девојче лав позет стил. тебе има свој стил. Да, остај го девојче да не кажува кој е. Не бе, не ја кажувам. Не ми излез на жена ми се. Мафни? Мафни на камера. Сега вака, кога ги спомнавме картоните, јас премив уште една игра, Ајде, ама ти играме после краткиот джингл. може. Ајде не јави джингл. Драги гледачи, оставам еден джингл да се собереме ние заедно, двајцата, да се договориме што ќе играме после, така да после рекламите доаѓаме у студио пак. Страшеви новости, скандали, музика, пиење, забава. Ти реков, ми рече. Бобаки се враќаме, значи јас тука се загледав во книгава, така да, ако нема да ми ја подариш, кај може да ја купам? У книжарниците 3. Слободно Сегде ја кажи има, сега. да. Сегде ги има, така да може таму да ја најдат. Не е Мислам дека проблем. цената е символична. 300 денари, Стварно. што не земам ја нишото. Алал да ти Така е. да лабо. Алал да ти е. Океј, тогаш да видиме колку си многу искрен и дали... си, верувам Ајде. дека си. Како си го зема Ливчева? Што сакаш да направам сега? Па, како Ова ти сум кажа? јас на слики. Ова си дефинитивно ти на сликива се приметува. Чекај, сврти се. Тој Ти си, тоа е. Тој сум. Ева се. Ајде. Овај, тука си имаме ние сликички, каде што од твоите мисли на картоните, само јас ги направив во форма на слики. Аха. И тука си има различни твои надписи што тебе ти пречеле, односно си ги искажал во мисла. Вака се. Тука има различни цитати. Така може да ги кажеме мисли. Да. Например, социјалните мрежи ви ги уништуваат бракот или врските. Добро. Ај ти си помлад, прочитај втората и првата. Ајде денес барем ви одговараат маските и се е забегано. Така, кои јавни личности се совпаѓаат со овие мисли, ти ги напишеш ти и ти ги закачиш под сликата. Глеј, у принцип сите пораки што ги испраќам се од мое лично искуство. Одлично. Така да саш да ти ги пишам сега па да ги Јавни закажам. личности кои се совпаѓаат со овие пораки, односно Да. нивните карактери кои се совпаѓаат со овие пораки. Еве, например, одиме со првата. Која беше првата? Саш да идеме од кај тебе? Ајде, од ке мене ќе почнеме како Ама, арапиве. дај земи еве ти стај едно право. Бомбаки, социјалните мрежи ви ги уништија врските и браковите. Значи тебе, бомбакисче, социјалните мрежи ти го уништија бракот, односно првата врска, односно првата вериба. Ама супер е тоа. Пошо Сега најде сродната сега, личност. Да, и што ме поддржува тоа ми се допаѓа. Апсолутно. Значи си имал Така среќа. Да, тоа е среќа најголема. По 2 миња ќе парам. Не, ма немој бре, по 2 Ете за миња. втората, се е забегано. Марко Ловески, сакаш да кажеш дека Марко закачи си го еве ти вакво? Нема да ми се најде ти Марче, јас знам. Марчен е наш другар, Пошо ја му одличен имам лик. кажано дека е забеган скроз така да. Зашто мислиш дека Марко Новески е забеган? Забеган е у позитивна смисла и многу сакам човекот, Ја го исто. поштам така да. За него е картонов скроз. И ја исто. Марко Новески гостуваше кај тебе и кај мене, така да одиме Точно. со првата, баш ме интересира твоето мислење. Јети. Баш ви одговараат маските, така На да. која јавна личност му одговара Го знаеш ли маските на човекот? Джокер,
Тоа е еден фраер што снимаше со Моника Јовановска, ако не се лажам. Па не знам со Извини. кој снимам, а знам дека имаме некој Джокер у граду, така да на него е, пошто има маска, им одговара маската, Се Джокер враќаме дека на е. првиот редослед. А што сакаш пак да ти По да ти две пишам? имења. По две Социјалните имења? мрежи, Ау, социјалните страшно. мрежи ги уништија врските или браковите на која е македонска јавна личност? Па не знам бе, социјалните мрежи. Например, кој бил во брак па се развел ради популарност на социјални мрежи и слично. Од нашите јавни Ти ми личности. кажи дека Јас сум ти ма не. не знам бе други кои не ги пратам до толку. Еве, например, се јавни. разведо пред едно 10-12 години и Татјана Стојановска и Благоја Груевски. Ете, Благоја. Благојче. А го имаш викнато емисија? Благоја да го викна. Да, Па го немам викнато. си требал. Ќе го викнам бе. Ова е твоја овако асоциација, ја не ни знаев за ова. Така, нека стои човекот тука, нека котира. Ако бе Благоја Груевски, значи расторил својот врска, односно брак, ради социјални мрежи. Одиме понатаму, со која сакаш да почнеме? Со ова се е забегано е. Кој е забега на нашава естрада? Кој? Чекај да видам само да ми текне. Кој е најмногу забеган според некое твое Не. размислување и гледање? Хит. Ами него ќе го ставам тука зашто ептен го сакам и го почнам, знам дека и он нема да ми се наљути. Така да ептен сме окей. Значи, Димитар Тоа Атанасов. стварно е у позитивна смисла забеган човек. Зашто? Зашто е позитивен многу, не знам дали си имал можност да го запознаеш лично. Димитар работи во нашата радиска групација, односно работи во Да, Сити во Радио, Сити така да се Радио. познавам со Димитар. Многу јака фаца е, многу е. Овај добар човек, Многу добар. добар човек, Добар колегијален. татко, добар родител, Добар добар, татко. све е добро кај него, значи така. бевме на една журка, позитивно забеган. кај еден исто колега од радио и пиевме, мислам, чај. Аха. И сега Димитар цело време ние правиме муабе за жени, за женски, за ова. Ова за деца бе. Леле, ќерка Па ми да. вака, млеко, тоа дете во Ама син ја- ми, Кирил, ова, она. Така да Ми се дефинитивно е свиѓа што е посветен татко. посветен, да, тоа ми се допаѓа. Цело време со тие ивенти, тоа можеш и устно да си го кажеш, не мораш да се замараш со пишување. Да, со пишување, Со па- маските. Кој Не е наша знам, со метода да маски, носи со- маска, односно е фейк човек? Саш да ти Ајде бе, напиши, ако се напишам, срамиш да може. кажеш, јас кај кажеш. Не се срамам, брат. Шо да се срамам, Тоа треба да стои. Да, ова тоа треба да гурамиш да ти Ова он треба- сееш, ама немаш вако. Ја ќе го држам да го видат така, се, ќе го значи сумирате вие, сите, брат. носат Пошто маски. сите си демеге се сагаме, се поддржуваме, усвои везе нема си јадат бубрези пози грб сееш, да не кажам сега што друго. Значи, прашањето кога ти Така. го пустив за дали пусти конкуренција или дали сека некој ти направи зло од нашата естрада, Абе, не само за тоа, општо зборам, сите, Општо. да, општо зборам, а за конкуренција да кажам дека е здрава, така да сите тоа носат сакам. маски, јас, на пример, за овие скоро мои 21 година, постоење како човек и 2 години на естрада, можам да кажам дека имам запознано многу луѓе, многу јавни фаци кои на вистина се иритантни и ѓубриња, а многу ми е кеф што те запознав тебе и многу ми е кеф Фати. што ми гостуваше во емисија. Гле, ја носам дневно 250 маски, сега ги менјам цело време, како овако сум како камелеон. Во негатива? Се шалам, не носам А, тоа. навечер, Бомбакис, да. во секс. Бомбакис во секс е конотација, бомбакис, например, така да. со женати. Со женати, Па жена например. ми е више, да. Садомазо играчки и некој таков тип на маски. Такви маски не пуштам тоа, не знам, јас сум класика. Класика? Лаган, да. Доби класика, тоа е тоа. Клише. Така да ќе се дружиме приватно. Обавезно. На твојата свадба ќе го кажеме денот 30 јуни. 30 јуни, да. Очекувам. Кој сака нека дојде. Гледај цела Македонија за кака пиење. Очекувам да ме викнеш. Да, обавезно, нема и гале, ќе добиеш покана, сега се у процедура, така да ќе бидеме навремено известени сите што Што треба и навистина што си позитивен. заслужуваат да присуствуваат на мојата свадба. Моментот што сакам да го споделам со нив. Апсолутно, нешто за крај да кажеш. Па ништо, бидете си Плановите ти искрени, кажа. планови, не кажувам, пошто... Можеш и во камера се гледаш, слободно. Бидете си искрени, бидете си своји, така да, што е ваше ќе си дојде и само позитива да шириме и
Бидете ми здрави, живи, најбитно од све. Според нашите верувања, денеска е Велики петок, така да за 2 дена е Великден. Како што речете го прославуваше Да. црква, верувам дека и јас, така да на сите православни верници да им честитаме Великден. Љубов да си Христос поминат и се воскресе. најдобро им пожелувам. Мир, така да- спокој, задоволство, среќа, здравје и се тоа Точно, се најдобро, се се најдобро е тоа најдобро. што на вистина им треба. Ја се, ако сум ти гостин, гостинот вика дека не доваѓа со празни руки. А, да, Морам да реално, нам едно реално. подароче, си ора Тоа е. најдобрата органска природна Ќе се размачкувам. со- козметика. Не бе ти, шо ќе се Жена размачка. ми ти дава Жена ти вече се- навечер ќе си земе и Добро. ќе си се намачка. Обично се мачкаат ке градите за да Да нели, пораснат? не ба да им порасна, за тебе ти биде она повкусно, затоа Да, што е да. ова А, ова е органска с- козметика, ме разбира што сакам ти кажам, повели, Thank you very Сиора, much. најдобрата органска козметичка линија. Фала ти Бидете ми многу. живи и здрави, бидете ми позитивни, така да уште еднаш Бабаки свалте што гостуваше ке Фала мене на тебе. и читајте ја животот мојата приказна од авторот, пејачот, Шо не? глумецот, шоуменот, водителот, Картонџијот. мотивацијскиот говорник, Картонџија. картонџијата, ебачот. Еве Не, недесен Бобакис во Ти реков ми рече. Останете со Ти реков ми рече во наредните изданија. Чао, чао од нас. Metropolis, broj 1 radio mreža.